Точни информации за подобноста за одгледување на одредени земјоделски култури и сорти во дадени производни райони согласно почвените климатски услови. Тоа треба да обезбеди проектот за географски информацијски системи, чија прва обука се одржа денеска. Тоа ќе придонесе да се подобри земјоделското производство преку добро информирани инвестиции, да се зголеми адаптивниот капацитет кон климатските промени, да се подобри информирањето за земјоделските анализи и политики, што позитивно ќе влијае на продуктивноста и профитабилноста на земјоделското производство. Земјоделците од регионот во повеќе наврати апелираат да се направи стратегија и да се постави добра стратешка организација, која ќе стави ред во производството. Сметаат дека хаосот во агросекторот на стихијно одбирање на земјоделските култури е причина за проблеми и со откупот и со пласманот на одредени артикли. Меѓутоа, мораме тоа да го потенцираме, се случува во нашето земјоделско производство баш благодарение на сета онаа земјоделска политика што се случува уназад 30 на години, бидејќи немаме никаква стратегија, немаме никаков план на самото производство. Нашиот земјоделски производител, мораме да кажеме, лута од едно место на друго. Во зависност од тоа што се случува во претходната година, нема ништо да изненада дека таа култура ќе биде драстично повеќе насадена на земјоделските површини, и тоа ќе се случува се до периодот кога мислам дека беше поодамна време веќе да се седне на една маса заедно земјоделскиот производител со останатите чинители во земјоделското производство. Тоа е науката, Министерство за земјоделие и откупувачите или преработувачите. И да се направи стратегија што, колку и како да се произведува? Мислам дека е неминовно тоа да се стори, да се знае веќе конечно нашиот земјоделски производител колку и по која цена, значи одредена количина на даден производ ќе биде пласирано. Меѓутоа за сега нема никаква најава, тоа мораме да признаеме, се случува баш пред се од неправилниот пристап во земјоделското производство, кое го сочинуваат сите чинители. Мораме да признаеме Министерство за земјоделие, самите земјоделски производители, и мислам дека тоа ќе се случува и во еден одреден близок период, бидејќи барем за оваа година нема никакви најави дека нашиот земјоделски производител ќе има соодветни цени на дадени производи по кои ќе ги пласира тие производи. Во изминатиот период, Светската агенција за храна и ресорното министерство во соработка со Управата за хидрометеоролошки работи изготвија просторна презентација на климатски податоци во форма на карти за температури, дождови на ниво на цела држава. Во моментов се изготвуваат првите пилот агроклиматски зони, кои представуваат области со одредени агроклиматски карактеристики, кои заедно со почвените информации ќе бидат основа за изготвување агроеколошки зони. Сето ова ќе биде од значителна корист за диверзификација и зголемена продуктивност на културите и одржливо земјоделско производство. Агроеколошките зони ќе помогнат да се подобри ефикасноста и потенцијалот на земјоделското производство, а креаторите на политики ќе можат да ги искористат информациите за креирање оптимални земјоделски политики во корист на земјоделците. Сметаат од ФАО, оттаму очекуваат да ја представат мапата на агроеколошки зони во државата до крајот на 2019 година.